Може. Почитувани пријатели, денес се собравме за да продискутираме за некои актуелни теми, пред се поврзани со работата на јавните предпријатија. Имено власта уште во понеделникот кажа дека сме немале капацитет да зборуваме за состојбата во јавните предпријатија. Сме немале што да кажеме, замислете. И да сепак фактите говорат нешто друго. Имено деновиве на вистина не е лесно да се биде во кожата на градоначалникот Тавлевски. Тој, директорите што ги постави, или самите го напуштаат, или пак Министерството за внатрешни работи сака да ги распредели на други должности, кои повеќе се поврзани со лупење на компири, отколку со управување на јавни предпријатија. За несреќа, доскорешниот директор на комуналец господинот Јовко Крстевски, се уште актуелен председател на ВМРО-ДПМН, влегува и во двете категории. Или со други зборови, ем си бега, ем му закачија кривично. Сега пак го гонат за криминал тежок 4.200.000 денар, а тој само сакаше да го напушти комуналец како негов неуспешен директор. Човекот едноставно нема среќа. Па ќе заврши како колатерална штета во внатрепартиските пресметки. Сепак, не е се загубено. Битолчани сепак ќе го запаметат по неговиот ангажман во комуналец. И тоа, најмногу по зголемувањето на цената на сметките за гибретарина за 20% и намалувањето на исплатата за солидарен погреб од дури 33%. Тимот Наталевски, секако не би бил целосен, без незаменливиот директор на Нискоградба, господинот Кирил Крстевски. Тој, освен што шефува со најлошото локално предпријатие, кое во континуитет бележи милионски загуби, туку и периодично добива неизменични напади на оптимизам и песимизам, па често не може да се одлучи дали предпријатието го чека светла иднина или сигурна пропаст. Така, минатиот јули тврдеше дека загубите се минато за Нискоград. За после тоа, да настапи песимистичката есен и класичното салто мортале на Крстевски, со визионерските најави дека Нискоградба ќе заврши 2011 година со загуб од фантастични 46.600.000 денари. Сепак не застана тука. Откако беше искаран од градоначалникот, директорот на Нискоградба се дрзна да ја наштима загубата на јавното предпријатие на само 11.600.000 денари. Во секој случај, во изминатиот период, Крстевски, освен што се докаже како лош прогнозер, пред се истакна како очаен директор на некогаш неуспешното локално јавно предпријатие во општина Битол. Веднаш, за двојецо комуналец Нискоградба побрза свое место да фати и јавното предпријатие Водород. Или уште по-попознато како предпријатие рекордер. Заради рекордните загуби на вода од дури 66% и рекордното зголемување на цената на сметките за огромни 80%. Но тоа не е се. Во најскоро време, ова јавно предпријатие ќе се прослави по нивното тврдење дека моменталната цена на водата не го прати порастот на цените на директните трошоци. Или со други зборови, како да апелираат за ново поскапување на цената на водата. Единствено, не знаеме колкаво ќе биде нивното барање. 10, 20 или можеби 100%. Само нека кажат, па ВМРО-ДПМН и градоначалникот веднаш ќе им излезат во пресвет. За да не излези дека се мало и беззначајно јавно предпријатие, пазари се погрижија минатата година да паднат во очи, со енормното покачување на трошоците за репрезентација кои се зголемени за дури 300%. Средствата за реклами пораснаа за 73%, а спонзорствата за 15%. Навистина, работење за пофалба, кое само беше зачинето со намалените приходи од закуп на тезгите,
кои допрва ќе паѓаат, имајќи во предвид дека тезгаџиите масовно ќе го напуштат пазарот заради новите давачки кои им ги наметна УЈП, односно државата. На крајот, за да важи поговорката "Цело е кога има се", се погрижи јавното предпријатие за стопанисување со индустријската зона Жабини преку нивниот непредвидлив директор Шаровски, против кого МВР поднесе кривична пријава заради затајување на ДДВ и персонален данок на доход, со што, наводно, го оштетил буџетот на Република Македонија за над 5 милиони денари. Талевски на вистина нема среќа со директорите на Жабени. Прво мака мачеше со контроверзниот Котевски, за сега да не може глава да крени од компромитираниот Шеровски. Ама изгледа не е целиот кабајет во несрекните кадровски решенија на градоначалникот. Конечно и тој треба да се погледне во огледало и да сфати дека ликот што го гледа не е ништо друго, туку едно големо промашување и разочарување за сите жители на општина Битола. Битолчани на вистина заслужуваат подобро и повеќе. Благодарам.